Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Се извинувам поради паузата од 2 месеци, немање ново видео на овој канал, меѓутоа за тоа понатаму во некое друго видео ќе има промени следната година. Сега најбитно е дека имаме нов светски шампион во Формула 1, а тоа е Макс Верстапен по една трка всинујка која имаше интересен почеток, би рекол прилично досадна средина и еден феноменален, прилично контраверзен крај, за кога ќе се зборува многу во иднина. Допрва ќе гледаме некои интересни битки во позадина за превласт, политичка моќ помеѓу Мерцедес и Ред Бул, но сега за сега Макс Верстапен, нов светски шампион во Формула 1, конечно крај на доминацијата на Мерцедес и Луис Хамилтон кај титулата во возачи, додека Мерцедес 8 рекордна во низа титула за нив во Формула 1 кај конструктори, сосема заслужено би рекол, што се однесува до вчерашната трка. Генерално, мислам дека Макс Верстапен извозе под своето ниво, стартуваше од пол позиција на помеката, побрзата компонента на гуми, односно на црвената компонента, со лош старт го изгуби првото место, беше поспор од Луис Хамилтон на побрзата компонента, потоа на тврдата компонента во првиот сет беше поспор и во вториот сет беше поспор. Едноставно Макс Верстапен ја немаше брзината која покажа на квалификациите и да не беше феноменалната одбрана на Серхио Перес. Морам да бидам искрен, човекот ја одбележа вчерашна трка, оние 2 круга што успеа да го задржи Хамилтон и Макс Верстапен успеа да скрати преноста на Хамилтон од 7 секунди на само 1 секунда, дури да успееше Серхио Перес некои 100-200 метри на тој правец подолго да издржи. Мислам дека и Верстапен ќе беше во позиција да ги нападне и Перес, секако и Хамилтон. Би рекол дека една слаба трка за Макс Верстапен, почнувајќи од самиот старт до самиот крај, каде што ќе го дискутираме понатаму. Меѓутоа, ако ја земеме целата сезона како целина, имајќи во предвид дека во апсолутна форма болидот на Red Bull е поспор за неколку десетинки по круг од болидот на Мерцедес, тука ги земам сите трки во календарот и тука ги земам сите аспекти, во сите сектори, значи на сите патеки, така да ова е една голема работа за Макс Верстапен, за Red Bull и секако за Honda, кои имаат нова возачка титула во Формула 1 по пауза од 30 години, односно по последната титула на Ајртон Сена со Мекларен. Едни интересни времења пред нас, многу контроверзии. Морам да забележам дека FIA оваа година е испод секое ниво. Едноставно една одлука со друга се косат сама со себе се коси. За 2 исти инциденти имаме 2 различни одлуки, неконзистентноста во одлуките, начинот на преговарање со молењето со со шефовите на тимовите. Видовме во Саудиска Арабија се молеше со Мерцедес, се молеше со Red Bull, сакате ли да стартувате втори, па може ли трети да ве ставиме. Мислам, оваа година го имам оној респект што малку го имам спрема FIA, откако за жал Чарли Вајтинг почина, пропадна тој кредибилитет. Се чини дека човекот сам ја држеше целата Формула 1, дека човекот беше целиот интегритет на FIA во Формула 1. Сега FIA е тотално непрепознатлива, контраверзни одлуки за исти настани или многу слични, кои се косат едни со други, крај не може да се фати. И замислете, Луис Хамилтон вчера беше на ниво, човекот тргна второ место, зема по позиција и беше константно побрз. И до последните 5 кругови пред крајот водеше ферски спрема Луис Хамилтон. Не може тука ништо да му се одземе. Меѓутоа, онаа одлука, прво, да не се пропуштат болидите зад безбедносното возило. И таа одлука ја диктираше одлуката на Мерцедес, иако Мерцедес денеска, односно вчера, си пукаше сам во нога најмалку 2 пати, бидејќи имаше 2 супер солидни шанси да ги промени пневматиците на Хамилтон, за да го направи истото, да го парира со тоа што го направи Верстапен. Така да Мерцедес е според мене главниот виновник за тоа што Луис Хамилтон нема 8 водачка титула, покрај Макс Верстапен, секако и Red Bull. Сакам да кажам дека
да се донесе одлука, да се каже по радио до сите учесници во трката дека нема да се пропуштат возилата кои заостануваат по еден круг. За потоа да се донесе одлука дека сепак ќе се пропуштат и ќе се пропуштат само болидите кои се помеѓу првиот и вториот возач, на вистина една контроверзна, една би рекол чудна одлука, меѓутоа сите сакавме да видиме тркање, никој не сакаше Хамилтон да стане шампион зад безбедносно возило, бидејќи повторно ќе ги имавме истите дискусии, како што ги имаме и сега нов однос на Макс Верстапен. Тоа е што Red Bull го искористи она старо правило, го испочитува дека во секоја ситуација треба да си секогаш на вистинската гума, они ризикува, ги сменија пневматиците, оној пати колку што беше потребно, го искористија Перес како джокер за да го доближат Верстапен до Хамилтон и на крај во еден спектакуларен половина круг Макс Верстапен со најмеката компонента против Луис Хамилтон со стари 40 на 35-40 на кругови на тврда компонента на гуми успеа да го направи она што сите го посакуваа, верувам по големиот дел од гледачите, а тоа е да го помине Хамилтон и со тоа да стане нов светски шампион во Формула 1. Одлична вест за Формула 1, потребна ни е промена, никој не сака да гледа доминација на еден спортист или на еден тим со долги години како што тоа што го направи Хамилтон и Мерцедес. При тоа не сакам да одземам тука ништо, Мерцедес ја заслужи оваа доминација, луѓето си изработеа ферски, како тоа им беше обезбедено од страна на Берни Еклстон, тоа е друга приказна, веќе таа тема имам обработена на овој канал. Сена се една контроверзна одлука што допринесе да има оваа прва титула на Макс Верстапен, која ќе повтораме сосема заслужена, ако се земе целата сезона во предвид, а не само последната трка, ќе остане со една дамка голема, па тука ги имаме секојаш тие теории на заговор, па луѓе многу брзо забораваат некои други времиња во Формула 1, што се случило, како се случило. Не е битно. Битно е дека имаме нов шампион, битно е дека ова ќе донесе промена, ќе донесе свежина. Верувам дека Луис Хамилтон и Мерцедес ќе се вратат уште погладни за успех сега од кога беа конечно победени во оваа турбоера која беше практично оние одбележаа целата турбоера од 2014 до 2021. Следната година чекаат нови болиди, нови правила, нови интересни моменти и следната година повторно ќе видиме заедно, но со еден друг формат на видеа. Ќе направам наскоро едно видео каде што ќе ги објаснам сите промени кои ќе бидат на каналот на Формула 1 на македонски. Тоа е се што имам да кажам за оваа трка и за овој шампионат. Можеби ќе направам една ретроспектива на целата сезона да ја одбележиме битката кој каде доби, а каде загуби помеѓу Хамилтон и Верстапен. Се на се ги очекувам вашите коментари, уште едно извинување за овие 2 месеци кои што бев одсутен, имавме неколку интересни трки кои не ги обработив. Ги очекувам вашите коментари, ви благодарам за досегашната поддршка и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!